Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова телма амбуланта. Возраста и различите надворешни фактори често се причина за истрошеност на ребетот. Луѓето што имаат дегенеративни болести на ребетот обично се жалат на болка, намалена подвижност на грбот или пак негова вкочанетост, необични сензации на кожата. Па постои ли начин да се спречат дегенеративните промени на ребетот? На каков начин се диагностицираат и лекуваат овие болести? Денескот разговорот со професор доктор Глигор Џолев, ортопед во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, затоа останете на телма. Ребетот е столб на нашето тело, но што ако биде зафатен од дегенеративни болести? Нова тема денеска разговараме со професор доктор Глигор Џолев, ортопед во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта, во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, благодарам на поканата за оваа емисија и истовремено сакам да ги поздравам вашите гледачи на ТВ Телма. Професоре, со годините луѓето се жалат дека се почесто се соочуваат со некаков проблем со ребетниот столб и обично знаат да кажат дека им се истрошил ребетот. Па што доколку тој биде зафатен со дегенеративни болести? Има голема вистина во ова што го најавивте и односно за исказот на пациентите, односно на граѓаните. Бидејќи вистина ребетниот столб е осовината главна столб и затоа се вели столб на човечкото тело и како таков е стожер и на него, на тој скелетен систем, каде што ребетот е главниот дел, едноставно се поставени сите органи витални и ние сме при тоа како двоножно животно, нели, токму ребетниот столб ја има таа функција да не држи исправено и да на тој начин ние воопшто и функционираме. И се разбира со годините, со текот на годините, доваѓа до оптоварувања, разни товари, зависи исто така и од професијата. Тоа е исто многу, има голем удел во тие така наречени дегенеративни промени. Доколку многу доста напрегање? Да, секако. Напрегањата дополнително, се одразуваат во однос на не само движењата, него и едноставно формата, која што инаку ребетниот столб, таа е со видна форма, латиница буквата S, е неслучајна таква, бидејќи на тој начин телото е во една така наречена статодинамска равнотежа и баланс. Така да, со тек на времето, со возраста, со старењето на организамот, на телото на човекот, како што и другите органи, така постепено тоа се одразува и на ребетниот столб, под наводници се троши. Под наводници се троши, така. А што е, професоре, со дебелината? Дали таа може да влие на истрошеноста на ребетниот столб? Дебелината е еден поим кој што секако како тежина, ние повеќе како такво го гледаме на дебелината, сигурно дека особено во денешно време кога има епидемија од на дебелина, на покачена телесна тежина. Токму така, мислам, тој тренд. Позадината е мултифакторијална, би рекол. Значи, фастфудот, значи брзата исхрана, големиот број на калории кои што се внесуваат на тој начин, од една страна, потоа се помалата подвижност, мислам, движење, локомоторниот апарат кој што инаку е 70% од човечкото тело. Он е предвиден да човекот, самото тоа кажува, да ние поголем дел од времето треба да го минуваме во една активна функција каде што локомоторниот апарат ќе се движи. Значи во движење наместо да седиме постојано. Да, седантерната професија која што многу е застапена и
би рекол и доминантна, доведува до и дебелење и омлитавување на мускулно-скелетниот систем, рбетниот столб, заедно со сите... Значи, омлитават, професоре, мускулите на грбот, ќе имаме проблем со рбетот? Токму... Или стомачата мускулатура доколку слабе? И едното и другото. Значи, ние имаме синергизам во однос на нашата мускулатура. Гонисти и антагонисти. Значи, едните, например, се флексори, другите се екстензори. Значи, едните се натрешна ротација, надворешна ротација. Значи, се е баланс. Така да и рбетот, и за да ја задржи таа есовидна форма што ја има, мора да биде избалансиран со стомачната и со грбната мускулатура. И по целата должина од черепот, од главата, значи до карлицата, тие мускули се долги мускули како од напред, а посебно од позади, и ја држат кичмата во тој баланс. И од тука, значи, оние кои што имаат зголемена телесна тежина, особено тоа се манифестира од предната страна. Со стомачна дебелина. Стомачниот дел, да. И сето тоа прави да, мислам, таа е совидна форма на рбетот, значи доаѓа до поголем степен, се изразува, и значи имаме пореметена статодинамска равнотежа, а тоа е резултат секако и на дебелината и на самата професија. Зависи од тоа во која професија, нели, сме вклучени, што работиме. Да. На кои делови од рбетот обично започнуваат дегенеративните процеси? Бидејќи најчесто луѓето се жалат на вратот, па потоа ги боли слабината, тука во овој дел. Токму така. Вие одма го детектирате суштинското, и точно е тоа. Значи, најподвижните делови од рбетот, тоа се вратот и половината, али на прво место е вратот. Иако вратот практично ја носи само главата, тежината на главата, меѓутоа вратот има голема, огромна функција и ние постојано, мислам, главата ја денаведнуваме на лево, на десно, горе, долу и така натака. И тоа се и дури некои нагли покрети, зависно од ситуација до ситуација. И не случајно, значи, првите симптоми поврзани со рбетниот столб токму почнуваат со симптоми од вратната кичма. За да на второ место тоа биде половината, значи лумбалниот дел на кичмата, додека грбниот дел, тој е на некој начин со ребрата, нали, врзан, и од тука движењата во грбот не се така толку манифестни, и затоа грбните пршлини остануваат покасно, мислам, почнуваат да се деформираат. Али на прво место е, значи, вратната кичма, па потоа лумбалната кичма, значи лумбосакралниот дел на кичмата. И обично какви симптоми имаат луѓето кои што се забележуваат дегенеративни промени на овие делови од рбетот? Да. Значи, во однос на вратот, бидејќи тие пршлини се помали, ама се, како да речам, пософистицирани, и има разни каналчиња во самиот тој пршлен, во пршлените 7 се на број, и тука поминуваат и нерви, и крвни садови, и со тек на време, и зависно од професијата, па и од возраста, и од многу други такви фактори, физички активности. Значи, симптомите кои што особено може да бидат незгодни, како темница, како несвестица може да се јави поврзана, што истовремено е опасно да во таква ситуација пациентот да не падне, односно човекот да не му се стемни пред очи и да падне и дополнително да се повреди. Во однос на лумбалниот дел на кичмата, тука, бидејќи таа лумбалниот дел практично го носи телото,
поголемиот дел од телото и тука се оние главни движења, тука е кичмата мора да издржи разни товари кога се подигаат, значи разни движења во градежништвото, во рударството, многу земјоделието исто така. Значи сето тоа, оние нерви кои што излегуваат од рбетниот мозок, затоа што нели тој почнува практично од вратот и оди практично се до крајот на лумбалниот дел. А сите нерви кои што излегуваат од било кое ниво, од вратниот дел, еве како што може да се види на слайдот, тие излегуваат значи од рбетниот столб и одат према од вратот према рацете, да речеме, од грбот во тој дел на телото, а од лумбалниот дел одат према нозете и буквално имаме ние и моторни, имаме и сензитивни, сензорни, значи нерви. Значи промени на кожата, не секојдневни сензации. Сигурно дека и кожата, значи трпнења. да, токму така, тие трпки што се јавуваат и губење на силата на рацете се токму од тие нерви кои што доаѓаат од вратниот дел. А сите тие, нели, кожата е најголем орган во човечкото тело. И сигурно дека кожата е со голем број нерви како мрежа, значи пајакова мрежа, така отприлике изгледа мрежата на нервите кои што одат нели до ноктот, до најмалото прсте и така натака. Тоа важи и за стапалата и за било кој дел од телото, така да кожата секогаш е таа што прва реагира на разни промени надворешни, па топлотни или се, зрачни или се и така натака и така натака, така да кожата е она станица каде што се манифестираат промените поврзани со нервите кои што излегуваат од рбетниот столб. Може ли да имаме некакви дегенеративни промени на рбетот, а да не чувствуваме ништо? Во почетните фази? Тоа малку потешко. Значи, дегенеративните промени практично се резултат на трошењето на оној дел кој што од самиот рбетен столб го прават пршлените, тоа се коскени творби, и амортизерите, значи помеѓу пршлените, пирнички што има како дискови. Тие се дискуси, така, затоа што имаат форма на диск, и тие се амортизери, и тие внатре, како еден јастук, како една перница, значи која што во централниот дел, значи зборувам за дискусот кај пршленските тела, тоа е една желатинозна маса, а слоеви на сврзнат ткиво го прави оној другиот дел, кој што е надворешниот дел, да речеме, на една перница. И сега амортизацијата, ето, дигање товари, веднење и така натака, разни физички напори, може полека или пак нагло да се случи, ако многу нешто тешко дигнете, и тој амортизер едноставно да пукне, да се распара на некој начин тој јастук, тој дискус, и таа желатинозна маса да излезе и да изврши притисок на овие нерви што ги гледавме, но и на самиот кичмен мозок. И сето тоа се манифестира со изразени симптоми, јаки болки, кои што одат, значи и надолу се прожектираат, мислам на некој начин, продолжуваат да се шират, дури до прстите на рацете, со трпки, со болки, немање сила, тоа истото важи и за стапалата, и за било кој дел од нозете. И тоа е едно многу непријатно чувство и едноставно го невозможува човекот да биде активен, да се движи нормално, и тоа и професионално и во животот негативно се одразува во секој случај. Дали луѓето кои што имаат овој проблем страдат всушност од дискус хернија?
Дискус хернија е оној би рекол, крајниот и условно најтешката форма кога ќе дојде, кога ќе пукне дискусот, тоа што излегува. Хернија позната е вака, луѓето имаат, знаат што е хернија генерално, значи хернија има кила, така наречени и така натака, а во овој случај кога дискусот ќе пукне и тоа што ќе излезе, значи, надвор тоа се вика хернија и дискус хернија тоа значи. И тој дел што ќе излезе кога ќе изврши притисок или на корените, на нервите, пошто од кичмениот мозок излегуваат корени. Па тие корени прават како дрво, па тоа дрво, мислам, нервот, посебно еве ишиадикус, нели, која некој ќе рече дека има ишијас, значи сакам да кажам, потоа се грани и до најтенки гранчиња кои што одат до прстите на рацете, до прстите на нозете и продуцираат болка, трпки и такви разни чувства непријатни, заради кои што не може он нормално да работи, да функционира и мора да се јави на доктор, за да ние потоа поставиме диагноза, што е многу важно. Диагнозата колку порано се постави и колку попрецизно се докаже за што станува збор. Освен дискус хернија има и многу други диагнози кои што се јавуваат како резултат на тоа што вие кажавте дегенеративни промени на рбетниот стол. Значи, тие дегенеративни промени, особено таму каде што се амортизира рбетот со пршлените и со дискусите, како реакција, самиот организам сака тој дел да го бандажира, да го стабилизира и почнува да се формираат шилчиња, за да се блокираат двата пршлена, соседните таму каде што дискусот е или сплескан, намален, или пукнат, па имаме дискус хернија, и затоа сега организамот бара начин како тоа да го стабилизира. И почнува да се јавуваат тие шилчиња кои што имаат тенденција, и тоа се случува, да се врзат, да се зашвајсуваат и на тој начин да се стабилизираат двата пршлена, горниот и долниот. Но подвижноста сега тука? Подвижноста се губи. Се губи. Тоа е тоа. Има разни заболувања кои што во склопот на оваа тема можеме да ги спомнеме. Спондилоза, па има Бехтерев. Спондилоза е дегенеративен процес. Спондилозата е многу честа состојба. Секој втор вели имам спондилоза на вратот. Така е. Спондилозата често пати кога ќе дојде пациент, овака би го кажал попластично ова, кога ќе дојде пациент и кога јас ќе кажам па ова е спондилоза, па што е тоа, болест? А викам, ова е минат труд. Кај вас ова се што дошло, не дошло одеднаш. Преку ноќ, само дискус хернија може одеднаш да се јави. А кај вас велам, ова е резултат на минат труд. Отие земјоделец на нива, отие физички работник, дигат товари, градежни работници се веднат, дигаат исто товари, цементни вреки, едно, друго, трето, и тоа лека полека едноставно мора да се манифестира со губење на квалитетот, како на дискусите, така и на коските, па се јавуваат тие шилчиња и сето тоа се вика после спондилоза. Професоре, а може ли да очекуваме спондилозата да се зачести меѓу новата генерација, со оглед на тоа што постојано имаат телефон во рака, имаат неприродно држење на вратот и велат дека тежината на главата се зголемува со тоа и тежината што ја носи вратот? Точно, мислам, има многу такви што доаѓаат граѓани, млади, богами и млади, не само повозрасни, затоа што тоа држење и пред лаптоп, пред компјутер, сега пред телефони и така натака, цело време, таа позиција, тоа е неприродна позиција.
Значи главата треба да биде исправена, треба вратната кичма да биде како мало седленце, нели така? Истото важи и за лумбалната кичма, нели таа е со видна форма на рветот. Е тоа, во вратниот дел имаме длабнатинка и во половината имаме длабнатинка. И сето тоа, значи, со вакви позиции, професии, едно друго, каде што вика 7-8 сата, јас сум пред компјутер. А пред компјутер се знае како. И вратот е подвиткан, и грбот е подвиткан. Значи, тоа се нефизиолошки, неприродни позиции на телото и од тука произлегуваат потоа сите овие симптоми и при тоа болката, како број 1 симптом, нели, најчесто болката е таа која што го тера човекот да поиде да побара лек. И од друга страна, ако не е болката, а ние велиме за нејзе дека е најдобар пријател на човекот, со оглед на тоа дека го тера да дојде, да побара чаре, да се постави точна диагноза и потоа да почне лекувањето, кое често пати за цел има да создаде услови за да тој човек, откако ќе го дотераме, да речеме, да може да се врати во предходните активности, да го советуваме како понатака во животот, во зависност од возраста, како он превентивно ќе може да сам себе си помогне. Па тука се разни ортози, разни корсети, во разни нивоа на рветот. Но не постои начин да се врати рветот целосно на состојба во која што бил. Тоа нешто е невозможна мисија. Сем во најраната возраст, кога потенцијалот на младото дете, значи на еден исто така со голем потенцијал, еден млад човек, кој што самиот организам има мок на регенерација. Тоа не треба да се заборави, него напротив да се користи и да се создаваат услови. Денеска медицината многу користа така наречени суплементи и поддржувачи. Ортозите, например, разни врсти на ортози, за било кој зглоб, за кичма, за било кој дел од телото. Ако вие го заштитите тој дел од телото, и тогаш можете да правите и спортски активности поголеми, и да бидете посигурни, и чувството да ви биде подобро, затоа што знаете дека не може да дојде до оштетување на некои делови кои што инаку многу лесно знаат да се оштетат. Шинување на глуждот, например, на коленото, на сите зглобови, ако се бандажирани, а сепак движењата да се во граница на нормалниот обем на движење, значи тоа нешто создава услови да тие органи што подолго останат неповредени, односно неоштетени. И на тој начин затоа човек треба постојано, значи движењето е број 1. Човек што не се движи, тој секако по било кој основ ќе почне да ги губи квалитетите. Значи ќе се забрзаат дегенеративните процеси доколку отсуствува движењето. Апсолутно, затоа што машина, кола која што се чува во гаража 2 години, 3 години, таа побрзо се амортизира неголи кола која што се движи. Така и со човекот. Човек кој што не се движи, тој непременно ќе почне да му откажуваат функциите, вклучително, значи, и со рбетот, и со коските. Коските, ако не се во функција, ќе почнат да се трошат. Тоа е веќе друг проблем. Ќе проговориме и за тоа, но веќе кога споменавте отсуство на движење, оние кои што имаат проблеми со рбетот или пак со зглобовите, одлучуваат да мируваат, сметајќи дека на таков начин ќе ги одморат и зглобовите и рбетот и ќе го забават процесот на дегенерација. Тоа е на прв поглед испаѓа дека е прифатливо. Меѓутоа, тоа е толку неточно и толку контрапродуктивно да практично они дополнително влегуваат во тој циркулус вициозус, круг на грешки. Значи, напротив, наместо да ги заштитат,
што велат дека ги штедат, прават поголема беда. Ма зглоб кој што не се движи, рскавицата не добива храна, тој систем што се вика човечки организам, тој е толку совршен, толку е се прорачунато. Ако мускулот не работи, ќе атрофира, нема храна да добие. Ако коската не го држи телото, не функционира, исто така ќе атрофира. Хипотонија ќе се случи, ќе се намали прво мускулот, после атонија ќе се случи, хипотрофија и атрофија. Тоа се термини нели кои што самите кажуваат дека се намалува и во обем и во квалитет било кој дел од човечкото тело ако не си ја врши функцијата дадена од природата или од Господ како кој благо тумачи. Така, значи, еве една порака до сите оние кои што си ги штедат зглобовите, напротив да почнат да се движат. Од овој момент, почитувани, емисијата е контактна, ќе можете да се вклучите со ваши прашања. Верувам дека имате бројни дилеми на оваа тема. Ја споменавте и остеопорозата, односно трошењето на коските. И сега возрастните лица знаат да кажат дека се смалиле со текот на годините. И тоа е точно. Загубиле неколку сантиметри. И тоа е точно. На што се должи тоа? Дехидратација. Едноставно, со годините, со возраста, значи органите, па и височината, телесната височина, нели, како таква, секој еден орган почнува на некој начин да се намалува. А тоа е резултат на дехидратација. Сите сме сведоци, навистина тие кампањи што телевизиите најчесто, нели, како такви медиуми, ги презентираат, има многу позитивни такви емисии, па би рекол и ова има таа цел меѓу другото. Даваат и објаснувања и совети и сето тоа мора да даде еден краен резултат да се свати дека човекот ако не е здравствено просветен и ако не ги знае тие основни премиси како треба да живее, како да се храни, какви се активности треба да прави, а при тоа да не претерува во ништо. Значи, претерувањето може да создаде проблем. Еве, премногу физичка активност. Во секој случај, знаете, баш овој термин што сега го кажавте и вие, значи, се што е претерано, а при тоа и не е балансирано, значи, балансот и претерувањето се спротивни работи и човек треба токму тука да води сметка и да се придржува кон тие совети кои што колку порано ќе ги научи. Тоа би требало и во школото да се практикува и мислам дека сигурно во кај одредени предмети кои сме учеле, па и физкултура и така натака, нели, се враќам во минатото. Целта е прво, значи, во здраво тело, здрав дух, таа симбиоза, тој баланс исто така е важен и подобро е да се спречи, неголи да се лечи. Тие премиси, значи, колку човек повеќе ги практикува и води сметка, се нешто што дава... Може го зачува здравието. Па да. Имаме гледач, да му дадеме предност, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и водителката. Ви благодарам. Имам едно прашање. Спомнавте за младите се многу на компјутер и повозрастните, не само младите. Така, сите. Меѓутоа се јавуваат дискус херни на вратот на младите од 30 до 40 години, да речем. Во тоа време. И кажете ни, ги чув сите овие препораки што се за движење, за сите работи, ги знаеме, за исхрана и така натаму. Меѓутоа, кога ќе стане веќе таа дискос хернија и кога главополки се јавуваат, од вратните пршлени се јавуваат главоболки, чести главоболки. Има ли тука некакво решение за тоа? Така. Професоре, под прашање да немате некој. Нешто друго, освен ова движење, затоа што веќе
Вака, во право сте, мислам, ова добро го кажавте и поставивте прашањето. Имено дискус хернии на возраст од 20-30 години, да, тогаш најмногу се јавуваат. Дали се, бидејќи тоа е возраст кога човекот, млад човек, сака многу нешто, мисли дека се може, и при тоа, значи, прави и такви некои, да речеме, работи, каде што, сакајки да покаже дека он е спремен и посебно спортски се живее, вежба и едно друго, значи, тогаш се случуваат и такви нагли оштетувања. Оти јас реков, дискус хернијата не е резултат на еден процес со години кој што не е оптоварен со некои големи физички напори, товари и спортски активности. Него само кога тие се во младоста, али кога тоа нешто ќе се добие, се има разни степени на тие дискуси, херни и така натака, има надув, има сплескување, разни форми. Значи, има секако разни начини на лекување. Кога станува збор за вратот, постои една ортоза, се вика шансова кравата, која што го релативно имобилизира вратот, за да не може било во секоја прилика нагло, нели, да го сврти вратот, и тогаш обично се јавува темница, па и еден вид како несвестица, главоболката исто така, затоа што реков дека во тие пршлени има мали каналчиња низ кои што минуваат и нервчиња, и крвни садови, и кога такви покрети се прават некои нагли, па се дигаат товари, тоа се тие моменти кои што може да бидат и опасни и да човекот во таква една ситуација и да се повреди дополнително, паѓајки и удирајки се и така натака. Значи, тоа е во однос на вратот, а инаку тоа се јавува исто така и во однос на лумбалната кичма, значи тој дел, средниот дел, половината што го велиме, бидејќи лумбалната кичма пак има нерви кои што практично во делот на карлицата и нозете до долу, и тука исто така се губи работната способност, например, човек станува дури некојаш и врзан за инвалидска количка, тука се носат разни корсети и други ортопедски помагала, и се со цел да состојбата да се стави во едни по-добри услови, али никогаш не може да се врати во претходната состојба. Тоа е оноа цената, данокот што се плаќа. Споменавте дека околу вратници се носат, како рековте, шансова кравата. Да. Но колку време пак смее да се носи ова шансова кравата? Дали може би ќе влие на мускулатурата, па ќе ослаби, па тоа ќе доведе до дополнителен проблем? Точно е тоа. Сигурно дека тоа се ординира, се препорачува во оној период кога болките се на прво место, нели? И затоа што болката, како што реков, е само сигнал, а е јака и што велите неиздржива. Во таква ситуација, за да се смират и мускулите, секој се јавува едно воспаление практично, реактивно воспаление како резултат на овие состојби. И од тие причини се дава да се носи таа шансова кравата, се примаат лекови локално, мислам исто така преку уста, преку интрамускулно, ако треба и интравенозно и слично, за да кога ќе се смират болките, за да потоа се продолжи со физикална терапија, која подразбира, значи, електротерапија, подразбира хидротерапија, подразбира кинезитерапија. Кинезитерапијата посебно би ја истакнал,
Затоа што таа, која се дели на пасивен дел, тоа се тие масажи, па тука има акупресура, значи тоа спаѓа во таа кинезитерапија, па потоа сите оние вежби, особено за рбетниот сол, познати се така наречените Реганови вежби, кои што секој еден пациент што има такви проблеми, треба да ги научи тие кај да што ќе биде испратен во амбуланта или завод некој за таа намена, за физикална терапија, кој што потоа треба да продолжи секојдневно. Да, но повеќето очекува дека со физикалната терапија ќе заокружат еден процес и потоа... Тоа е само почеток за да се стави, да се избалансира и смири болката таа што е првична. Но доколку отсуствува потоа работата во домашни услови, проблемот ќе се врати, па може да се влоши. Апсолутно. Па поентата е он и да се врати и на претходните активности, ама при тоа да не се доведе повторно во таква ситуација. Така. Тоа е, сите овие симптоми, пак ќе речам, се повеќе да биде опоменет пациентот, а ние, како ортопеди, да речеме, и физијатри, ние знаеме и можеме да го вратиме до одреден степен. Може нема да биде 100% фит, како што бил, али секако да биде, да има еден нормален живот и нормално да функционира и да се врати и на претходните активности, ама со одредени редукции, намалување на таа активност што претходно ја имал. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот. Ви благодарам. И благодарам што вакви емисии имаме можност да ни помогнете на пациентите. Сакам да го прашам докторот. На возраст сум од 54 години. Имам дискохернија на вратно и кичмено. Значи се лекувам долги години. Докторите не ми се нафаќат за никаков хируршки запад. Вика, индикација за лекување нема. А кај мене се влошува состојбата колку иди. И мускулно сега почнав проблеми да имам. И на собајле кога ќе станам, изметот не можам да го издржувам. Имам поддаено документи во фондот за пензиско инвалидско. Докторите наложуваат да одам на инвалидска комисија. Значи, сум прогласен неспособен за физичка работа. Докторите признаваат дека има инвалидност. Така, јасно. А сега моментално докторите му кажуваат на комисијата дека не може да се лекува. Нема индикација за лекување, тие упорно наложува да се лекува. Јас немам прекинато. Значи, имам болки ноќно време, го молам докторот да ми објасни. Значи, ноќе полудувам, користам дорета, лидаприм, изапам, лежам по болници, значи примам инекции. Така, дали баравте прашање дали има решение вашиот проблем. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е исклучително тешка состојба. Очигледно, да, но тие две дискусиерни што ги наведе вашиот гледач и пациент се случени многу, да не речам многу порано, со години наназад, он индиректно тоа го кажа. И тоа се состојби, затоа не може некое оперативно, суштинско лекување, што тоа ќе бе врати вас во некоја претходна состојба на нормала. Значи, тоа време дискус хернија се прави интервенција. Во тој период кога е се уште во акутната фаза, кога тоа што е излезено од тој диск, тоа желе, кое што врши директен притисок на корените нервни, на медула спиналис, на кичмениот мозок. Значи, тоа час поскоро треба да се деблокира, затоа што тој притисок со тек на време, ако тоа не се направи во моментот кога се случуваат тие такви повреди, тоа е повреда. И тогаш е времето и индикацијата за лекување на значи, има временска рамка кога тоа може да се направи. Точно така. А иначе, дискус хернија како диагноза,
таа што ќе се запише. Меѓутоа, тоа е со години наназад таа настанала, а сега се само последиците тие кои што се манифестираат со болки и каде што практично може само единствено, али тоа треба убаво да биде диагностички потврдено. Сега имаме такви методи за испитување како компјутеризирана томографија, како магнетна резонанса и други, кои што, да не го спомнувам, електромиографија на мускулите, да се види тоа како ЕКГ и така натака. Да се види и се постави толку точна и прецизна диагноза, за да на база на такви податоци да се донесе заклучок што може да му се помогне и на кој начин да му се помогне на пациентот. А фактот, кога ова што го слушнавме од вашиот гледач, за дека кога работната способност, професијата поврзана со работната способност, ќе биде тешко изводлива и, како што кажува пациентот, да и навечер не може да спие од болки и така натака. Во секој случај, инвалидските комисии сето тоа се должни да го проценат и да ја констатираат реалната објективна состојба и неслучајно се исполнуваат тука некои услови предходно, минимум до 50 години, а тој има 54. Во инвалидска пензија се оди до 50 години со такви потешки диагнози и тогаш се прогласува за инвалид, работен инвалид и добива порано се пензионира, нели, пред 50 години се пензионира, а во случајот по тој основ, ама често пати, како да речем, или состојбата била таква, или пациентот не ги знаел сите тие права што му следуваат, или не му биле кажани и така натака. Да не навлагаме во таа а во моментот пациентот треба практично да работи на тој третман, каде што ние велиме 2 пати во годината, на пролет и на есен, заради премногу кога е ладно условно или премногу кога е топло, тогаш тоа време не се препорачува за третман со физикална терапија. При тоа, физикалната терапија прекратко се дава, кога се дава по 10 терапии, а тоа е вообичаена шема, а таа терапија треба да се дава 20 дена. Значи, тоа е као едно полувреме од утакмица да се изигра и тоа е тоа и затоа резултатите не се оние кои што ние ги посакуваме и кои што може да ги очекуваме ако време траењето на физикалната терапија биде онака како што е пропишано. Меѓутоа, X фактори и од едната и од другата страна, живееме во време каде што човек не оди на одмор како порано 20 дена, 30 дена, него оди една недела. Така и со физикалната терапија. Што за 10 дена? 2 пати по 5 во 2 недели и тоа не може да даде очекуван резултат за некакво посуштинско и подолгорочно подобрување на состојбата. И X други фактори да не навлагаме во тој сегмент. Докторе, доколку некој пациент има остеопороза, жените се тие кои што почесто страдаат од овој проблем во споредба со мажите. До какви промени на ребетот ќе дојде? Остеопорозата, условно да речем, не е болест, тоа е состојба. Тоа е состојба поврзана и, ево, вие кажавте, тоа многу повеќе се манифестира кај жените, тоа е поврзано со менструалниот циклус, тоа е поврзано со хормоните прогестерон и естроген и кога нели престанува тој циклус, значи се создаваат услови да во метаболизамот, тоа е процес на создавање на коска, во тој метаболизам, значи не може да се прави квалитетна коска и од тука и генетски гледано, секоја втора жена, значи тука е генетиката,
Секоја втора жена има или почетна остеопороза, која се вика остеопенија, или има класична остеопороза, која што може да биде и во неколку степени изразена. И тоа е сликата на такви, мислам, на жени, и тоа обично во климаксот, значи постменструалниот процес, и посебно од 60 години нагоре, и посебно од 65, да речеме, уште повеќе, се јавува една грбка во делот на грбот, во тој дел, значи одма тука под вратната кичма, и ја тера дури главата и погледот на пациентката да биде долу према земјата, што е една карактеристична и специфична форма на држање на телото, кое што ние, вака, професионалците што сме, одма оддалеку ќе кажеме, ова има остеопороза, господја, значи пациентка е потенцијална, и затоа постои едно испитување кое што треба да биде систематски, мислам, спроведувано, редовно, во циклус да биде, каде што се вика дензитометрија, каде што компјутерски се констатира квалитетот на коските, и тоа на 3 места. Се слика рачниот зглоб, се слика колкот и се слика кичмата во половината. И таму со проценти прецизно, и мислам се слика. Тоа не е слика рентгенска, него тоа е на А4 формат во жолто, зелено, црвено и така натака бои, али и со проценти. Значи точно не може тука некој да сгреши, мислам сем апаратот да сгреши, а тој не греши. Точно се даваат бројките, тие што се со минус, тие се веќе во некоја фаза на остеопенија или на остеопороза, во зависност дали кој степен е, и кога тоа нешто ќе го ние добиеме, ние автоматски им препишуваме на тие пациенти како број 1 субститутивна, односно терапија која што содржи калциум, витамин D3 и витамин K2 и плюс бифосфонати. Често пати пациентите сами самоиницијативно взимаат калциум, магнезиум, витамин D3, тоа не е доволно. Тоа е 50% од тоа што прави коска. Ако не се бифосфонатите помагаат во метаболизамот да не се раствара, да не се троши. Тешка, професоре, и обично е тешка, таа е обавезна терапија, и значи која се направи декса, ако се види дека има остеопенија или остеопороза, се даваат овие лекови. 6 месеци, после 6 месеци се прави контрола со декса. Декса е дензитометрија, кратенка. И се гледаат резултатите, се споредуваат со претходните, и на тој начин ние имаме увид и гледаме дали сме успешни, ако не, ќе зголемиме. Обавезно на секој пациент му се кажува дека треба прошетки секојдневни, во спротивно ризични делови, рачниот зглоб, да се лизне, да падне и да се скрши. Тоа уште повеќе колкот не може да заврши туку така, него завршува со оперативно лекување, и тоа 90 и повеќе посто со вештачки колк. Кичмата кај остеопоротични жени или пациенти, има и машки, тука не го кажав процентот на машките, или секој трети или секој петти маш. Тука има така двојба, дилема, дали, али секоја втора жена има остеопороз. Може да дојде до микрокршеници на... Апсолутно, кај пршлените се компресивни. И наместо правоаголни да се пршлените, они се како конус. Значи, како сплескани, и затоа се викаат компресивни. Од едната страна ја имаат величината, а од другата страна се до нула, молтене. И тие исто така, затоа се прави таа грбка, нели, во делот на ова. И тоа е тоа.
Професор, остана уште многу работи кои што не успеавме да ги разјасниме, но тука завршува терминот за денешната Телма амбуланта. Ви благодарам многу за убавите појаснувања. Верувам дека гледачите може да научат многу кога станува збор за нивното здравје, пред се здравјето на работниот столб, значи добра исхрана, движење, да не се претерува со пренапрегање. Само една работа сакам да додадам. Мора пациентот, мислам граѓанките, да се користат помагала, значи дамско штапче, бастун, одалка со 3 точки долу, нели? Да не ги избегнуваат, бидејќи на тој начин они сами се штитат од овие скршеници, од овие и го губи квалитетот на живење ако не се движи. Болката мора да се совлада, болката не треба да паничи, не треба да ги плаши пациентите. Да, има начин да се смири, ама да не станеме зависници и болката да ја доживуваме као некоја, не знам, страшна работа. Јас ви благодарам уште еднаш за вашето денешно гостување. Се надевам дека ќе се видиме повторно во студиото на Благодарам и Телма. јас на вас и мислам, ја поздравувам ваша емисија и се ова што денеска е кажано и такви емисии на вистина се пожелни највеќе заради граѓаните, заради пациентите. Така, секој ден во оваа емисија учиме по нешто ново за нашето здравје. Драго ми беше. Почитувани професор доктор Глигор Џолев, ортопед во клиничката болница Жан Митрев, беше наш денешен гостин. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.